Вештачката интелигенција станува дел од секојдневието, младите ги следат светските трендови, имено двајца има сумена кои што со план да создадат платформа, но и во тека еден надпревар со многу интересно име, во кој што учествуваат средношколец милионер, така што да знаваме се во продолжение. Од мојата десна страна Вања Ѓоргиев, добро утро. Добро утро. И до него Јован Давков, добро утро. Вие сте од математичко-информатичката гимназија. Влюбеници во математиката, во бројките, во информатиката. Повеќе во информатиката. Повеќе во информатиката, да. Ништо што, да речеме, за повеќето деца е апстрактно. И секогаш се издвојувале оние деца кои што полесно можеле да ја научат математиката, информатиката, па која е, да речеме, што ќе кажете, која е цаката, како успевате да ги решите математичките, информатичките загадки? Па нема некоја цака, се е вложено време, вложен труд и пред се желба. Тоа е како што на мене на пример не би ми идала биологијата. Има некои што просто не им се свиѓа математиката или информатиката, па затоа кон друго се насочуваат и тоа се разбира најдобро за нив. Од секогаш ви одеше математика и во училиште? Да, уште во основно. Да, уште во основно, да, и сами си се насочивте и знаевте каде што и сакате. Добро, како се платформата се вика Dexiverse, така? Да. Најпознатите ви алатки, односно за вештачка интелигенција на едно место. Што е тоа што го планирате? Ајде можеме со Јован, што е тоа што го планирате? Каква е оваа платформа? Па, ние планираме да направиме една платформа која што ќе содржи најдобрите алатки за вештачка интелигенција и ќе им понудиме можност на сите граѓани во цел свет, не само во Македонија, да можат да пристапат до нив, значи буквално секој кој што има пристап до мобилен телефон, до лаптоп, до телефон. А сите имаат веќе? А сите имаат веќе, да им понудиме можност да можат да ги научат тие алатки за да можат да бидат покреативни, поефикасни, да можат да имат многу поголем придонес во кариерата. Вања, што ве мотивираше? Па главна мотивација на мене им беше тоа што видовме проблем, односно во светов вештачката интелигенција се развива дури побрзо од тоа што интернетот, а не секој знае веќе се уште како да ја користи. И можеби сега тоа не делува како голем проблем, но за 5 години од сега вештачката интелигенција ќе има многу клучна улога во секојдневниот живот на човекот, па многу е важно да се знае ова. И баш тоа е нашата цел со Dexiverse, да можеме секого да го научиме на наједноставен и најлесен начин и забавен пред се, како да се користи со најдобрите алатки што постојат. Добро, секого ова, вака вие сте млади, си ги познавате младите, знаете младите како ќе се снајдат, што им треба, но велите за секому, за кој се ќе биде наменета оваа платформа, кој се ќе може да ја користи, ќе можеме ние во нашата работа како професионалци, како новинари, ќе можеме ли ние да ја користиме? Да, тоа е главната цел, за секого да биде достапна, секој што е заинтересиран да продолжи да еволуира заедно со технологијата на светот, да може да научи да има пристап лесно до информациите, а да не мора сам да ги бара. Така. Добра. Оваа платформа што ја прави поинаква од другите? Поради тоа што некако многу е овој период посветен на вештачка интелигенција, на сите иновации, платформи што излегуваат не само тука кај нас, туку и во светски рамки. Верувам дека се следите, особено вас што ве засега, да. И зошто оваа би се издвоила од другите? Па оваа би се издвоила затоа што мислам дека е единствена апликација или платформа до сега што ќе го понуди тоа, затоа што до сега само има AI алатки и има информации за нив, а информациите се премногу и многу се збунувачки човек да седне сам да талка по нив и да ја свати целта и како да може да ја користи таа алатка. Па затоа мислам дека оваа апликација би ја издвоила така што е првата апликација во цел свет и ќе понуди многу брзо и ефикасно решение. Добра, што ви е потребно сега за да го реализирате тоа, Вања? Што ќе правите сега? Како ќе ја реализирате оваа платформа? Па најпрво моментална цел ние се разбира да го победиме надпреварот за да можеме и понатака продолжиме во надпреварот е средношколец милионер. Так, но верувам дека и покрај тоа ќе можеме и ќе дадеме се од себе да ја реализираме оваа идеја, поради тоа што
стварно верувам дека има потенцијал да се оствари. Сега моментално можеби не знаеме толку многу за креирање на апликации, но верувам дека тоа лесно може да се научи се додека се сака. Да, се разбира кога се сака има желба, волја, може си да се постигне. Много нормално. Средношколец милионер, потребно ви е глас од јавноста. Како можеме ние сите да ви помогнеме за вие да го поминете финалето? Па сега за периодот на гласање трае до 16 ноември и Добра. многу едноставен начинот за гласање, само 4 клика треба се направат. Првиот е, се разбира, да се отиде на линкот на веб страната Милионер.мк и да се најде Добра. апликацијата Dexiverse. Вториот клик е за тие што ги интересира, дознај повеќе да кликнат, да си прочитаат, имаме и видео прикачено и презентација, се нејасно можеме да одговориме. Така. И третиот клик е, се разбира, гласањето, односно да се кликне виолетовото копче гласај. Четврти за тие што не се регистрирани, да само со Google да се пријават и толку, за работата е завршена и сме еден глас поблиску до целта. Добро, гласај не е по име и презиме, туку гласај треба за вашата Dexiverse. Да. Така? Еве, затоа што јас сум регистрирана на Google, веднаш ми отвори, добро, гласај. И еве, гласав. Толку едноставно е. Значи го имате уште едниот глас плюс и се надевам дека денеска ќе го направите вие истото за да можат овие средношколци да победат на надпреварот и да може да ја реализираат оваа платформа. Што понатаму? Понатаму, Кои се целите? Кои се плановите? па планираме сега да најпрво да победиме во надпреварот, така што би добили и ментори и инвеститори кои што би се заинтересирале за нашата идеја и би ни помогнале да ја реализираме. Добре. Па понатаму, доколку и да не победиме, ние сепак ќе продолжиме да учиме алатки кои што би ни помогнале да изградиме апликацијата и во најбрзо можно време да ја направиме достапна за секого. Сакате да ги вклучите и останатите млади да можете полесно да го реализирате планот? Што ви е планот на таа тема, да ја расширите меѓу вас, меѓу пријателите, меѓу младите кои што се во вашиот дел, во вашиот сектор на знаење? Па да, најпрво пред сите што ги знаеме, па потоа и во јавноста на сите што им треба буквално. Благодарам на гостувањето денеска. Посакувам многу успех и посакувам денеска да имате многу повеќе гласови кои што ќе ви помогнат да можете со леснотија да ги остварите плановите. Благодарам. Следно ќе се видиме за платформата. Ќе раскажувате повеќе за платформата. Договорени? Добре.